Да, накусо веднаш по рекламите, мојата колешка Оливера си го пречека нашиот гостин, за кој што многу се радувам затоа што ќе ни раскаже една преубава приказна, меѓутоа и твојот татко напиша една преубава приказна за тебе, вистинска, се разбира, биографска. Еве вака во чекор со судбината, Оливера ќе ја доделиме на гледач. Апсолутно, да, еден гледач кој може да се јави во нашата програма или во режија додека трае разговорот со Марко Печиновски. Моја желба, Слободанка, беше да го викнеме за Водици, кога беше 19 јануари, меѓутоа да, тој имаше ветено дека секој 19 оди во Охрид и во чест на неговата сега почината мајка влегува 3 пати во езерото, се прекрстува и тоа и го направи и оваа година. Мама се горде од некаде, сум сигурна, да. Јас само ќе го прашам, Марко, по кафето не верувам дека си, но затоа ние тука имаме да ти понудиме чај. Може. Дали ќе може чај од мене, од срце ќе ти дадам, да. Ете малку за да се опуштиш и да се релаксираш, а се надевам дека ти е убаво во нашево студио. Опуштено, супер. Со нетрпение чекам разговорот, повелете. Благодарам. Марко, те дочекавме во студиово и следниве 20 минути верувам ќе успееме да кажеме и да испратиме пораката дека никогаш не треба да се откажуваме, дека се можеме кога ќе бидеме полни со самодоверба и кога ќе имаме волја, дисциплина и решителност. Ти беше и се роди како младо, нели, растеше со своите родители, момче кое што не ни предпоставуваше дека текот на настаните ќе те однесат по тие патеки во животот. Беше безгрижно момче, си одеше на кампување, на одмори со родителите, меѓутоа еден ден дозна дека имаш болки во колкот и започна патешествието, би рекла, твое. Така, да. Како започна сето тоа и ти, твоја желба најголема беше да станеш фудбалер, познат фудбалер? Така, да. Мојата првична желба и мојот сон беше да станам фудбалер, бидејќи како што сум пораснат да ги гледам Барселона и се гледав еден ден дека ќе играм за нив, но ненадејно така се случи да имам болки јас неколку месеци поред во колкот и по неколку испитувања ми диагностицираа со ретка болест наречена пертес. И тоа беше како крај на тој сон и потоа јас некако, иако толку млад, тогаш имаше само 10 години. Да, само 10 години, иако толку млад, јас ја изгубив жалбата за живот, бидејќи кога на 10 годишно дете ќе му кажеш дека единственото нешто што сака да го прави во животот не може и не смее ни да трча, ниту да скока, ништо, ја губи жалбата за живот. Дури да не ни посетуваше настава, ти рекоа да мируваш дома, да не спортуваш, ти се уништи сонот. Едноставно така е и тоа не болеше толку колку што болеше тоа дека не можев да се социализирам со другите деца, бидејќи не можев јас да трчам, да играм со нив, да излегувам многу од дома или многу да станувам од кревет поради тие болки што ги има во ногата и тоа значеше и нагло накачување на телесната тежина. И сите тие работи доведоа да го најдам лекот во пливањето. Како собра сила и како ти кажа дека можеш да пливаш, дека тоа е единствениот спорт во кој што ете можеш да се докажеш и да ги поместиш границите на невозможното? Пливањето дојде како гром од ведро небо, бидејќи татко ми забележа дека многу накачувам на тежината, а тој е поранешен маратонец. И кога размисливме, видовме дека нема напрегање на ногата ако не ги користам нозете во нормално пливање. И се советувавме со докторот и тој ни дозволи. Ни даде дозволата и некако почнавме рекреативно, па потоа тоа прерасна во некоја желба да пливам мал маратон, па потоа во поголема желба и така стигна до сите препливувања. Така, и на 12 годишна возраст, во меѓувреме беше направена операцијата? Не, операцијата беше направена на 13 годишна возраст. Откако го преплива Охридското езеро. Да. И се подготвуваше за првиот маратон што го направи во нашето Охридско езеро на 12 годишна возраст. Буквално некои луѓе веруваа во тебе, верувам, домашните. Некои велеа, не, тоа не може Марко да го направи. А што си мислеше Марко?
Па, јас бев единствениот за првото препливување кој верував дека можам да го направам, бидејќи иако татко ми секој тренинг го помина со мене, кога ги виде временските услови како се и какви бранови има и колкави се, дури тој не веруваше дека можам да препливам. Но јас Што ти даде сила да докажеш дека можеш? вербата во Бога, бидејќи јас реков кога ќе виде Богородица како пливам, ќе го смири езерово. И се тоа случи. е напишано во книгата и тоа навистина се случи. Кога го поминав за ум, веќе брановите се намалија. Браво. Јас буквално се најажив. И го преплива езерото, ти си единствениот македонец што го направил тоа, најмлад македонец. Најмладиот пливач кој го преплива Охридското езеро, да. Така. И тука не престана. Што се случуваше откако го направи тој подвиг? Па, кога видов дека можам, кога видов дека едноставно желбата порасна и сакав да помогнам на некого, да не е тоа што го правам само за мене сатисфакција, само сакав да помогнам на некого и тоа така се одлучив наредното пливање да го посветам за подигнување на свеста за децата со ретки болести. И тоа беше во 2019 на 13 години, но за жал таа година не успеа во подвигот поради тие булки во ногата, но целта до некаде успеа во целта за таа подигнување на свеста за децата со ретки болести. Таа беше поголемата цел него спортската или моја лична цел. Да не ти се случеше ова со Пертес диагнозата, ќе имаше ли толку голема ментална сила? Не верувам, не. Нема шанси да имав толкава. И јас затоа го гледам како скриен благослов. Јас мојата болест веќе не ја гледам како болест, ја гледам како скриен благослов. Бидејќи толку работи се случија како плюс, во разлика за тоа како минус. Изгубив сон за да не станам фудбалер, но видите што направив повеќе и јас никогаш немаше да ја направам оваа психичка страна ако не ми се случеше тоа. И затоа сум благодарен што мене ме одбра Бог да ми ја даде таа болест, бидејќи можеби знаеше дека јас ќе можам да се справам. Не знам, тоа е дел од неговиот план. Морам да се надоврзам, тоа е најубавата мисла што сега ја кажа и најголемата вистина. Јас те подготвив чајче. Ти благодарам. Да, само не те прашав со шекер или без? Без. Без, добро, повели. Ти благодарам. Марко, и јас само ќе надополнам Оливера, очекуваме и гледач може слободно и да се вклучи во програмата за да му ја доделиме. Се уште не е доделена книгата, слободно нека се јави. Што го натера твојот татко да ја напише оваа книга? Тој води дневник откако ми беше диагностицирана болеста, тој води дневник каде што запишува што и како се случило за мене и сакаше да го запише да не се изгубат тие, бидејќи еден ден дневникот ќе се изгуби, но оваа книга нема да се изгуби. И мојата приказна да можеби да прерасне, тоа беше мотивот негов, да прерасне во некој холивудски филм или документарец или во некоја бестселинг книга, бестселер бук. И тоа му беше неговата мотивација за да ја напише оваа книга. Така, минатата година се случи оној познат триатлон што уште еден печат стави во твојата кариера, ти уште еднаш докажа колку си непоколеблив, издржлив, решителен и навистина храбар. Што ти беше целта да го направиш тоа и што сакаше со тоа да докажеш? Ти буквално возеше велосипед, трчаше претходно и на крај најтешкиот подвиг, пливањето 22 километри. Целта со тој триатлон беше исто како и на првото препливање, односно потрага по желба за живот. Јас откако го завршив триатлонот, триаголникот во 2022 од 64 километри, некако се изгубив по патот на животот и немав мотивација и желба за живот. И не мораше јас да докажувам на никого овај триатлон дека можам да го направам. Ова го правев само за мене. А зошто немаше желба во 2022 за живот? Откако го препливав тоа, бидејќи сватив дека до некаде го правев тој подвиг и за мајка ми. И кога сватив дека таа не е тука за заедно да прославиме, не осетив сатисфакција за тоа. И кога сватив дека најголемиот сон, а тоа беше триаголникот да го препливам, не ми значеше кога го завршив, некако се изгуби веќе
во патот на животот. И тоа ми беше целта со овогодинешниот триатлон, да се пронајдам повторно самиот и по патот во моето пронаоѓање да инспирирам и на други, бидејќи знам дека има и други кои се загубени. Кој ти беше... Оливера, се извинувам, само да го вклучиме и гледачот, Имаме задржи си ја гледач. мислата, да. Да му ја подариме добро утро. оваа книга. Добро утро. Поздрав, особено до Оливера, најдобра водителка, гледам и на Натура Терапи. Благодариме. Одлично, баш сакам да прочитам книгата, честитки до гостинот. Одлична Благодариме. книга, верувам, дека ќе има поздрав. И се будиме со вас секој утро. Продолжете да Благодариме. се будете со Благодариме. нас, благодариме и оставете ги податоците во режија да ја добиете книгата. Кога го направи тој подвиг со триатлонот, ме интересира кој ти беше во мислите? Која мисла те водеше да го издржиш сето тоа? Тоа е многу добро прашање, бидејќи константно беше тоа борба со умот и со моите мисли и немаше само буквално еден човек на кој мислев и на кој размислував, туку знаев дека физички не сум спремен, бидејќи и тоа што ми се има случајно со ногата и повреда на рамото, не бев физички спремен. И знаев дека целиот триатлон ќе е психичка борба. И на моменти се сеќавав на мајка ми, на моменти се сеќавав и на стариот јас, што би направил, како би направил и сакав да го доведам тој стар јас, бидејќи знаев дека тој нема да се откажи и некако, како што го спомнав од неуспехот од 2019-та, од тогаш во мене си реков дека од сега не завршувам триатлон и подвиг ако не сум насмејан со кренати раце на крајот. Нема откажување од ниеден. И тоа ми беше тоа ми беа мислите, дека нема едноставно откажување по било која цена. Браво. Кога го заврши, што се рече на себе си? Бев многу горд, бев неопишливи беа тие емоции и бев многу среќен само што татко ми и брат ми беа околу мене за заедно да прославиме и конечно сватив некако ми дојде тука сум, жив, здрав сум, тие што ги сакам најмногу се тука, не ми треба ништо повеќе. Тоа ми беше мислата кога го завршив триатлонот. Дали Македонија има слух за вакви херои, скромни, а толку силни? Зависи кој дел од Македонија, бидејќи тие што треба да слушнат, не само за мене, најпоследно Зборувам за мене. институциите. Да, уште е жално што во Охрид се уште нема затворен базен. Јас не сум ни еден од најдобрите таленти, јас само имав волја да го правам нештото и да се трудам. За себе. Да, има многу подобри пливачи од мене што за жал пропуштија шанса и пропуштивме златни генерации. Само во Охрид зборувам, што нема затворен базен. И тоа е демотивирачки, но не го правам јас за институциите, го правам за народот на Македонија, го правам за да промовирам нашата земја, да покажам што имаме и да ги промовирам само позитивните работи. Може би ова ќе биде момент да подкренеме јавната свест и да се отвори еден таков затворен базен. Да. И да се појават многу успешни луѓе кои што ќе ја представуваат нашата земја во иднина. Да. Кој е твојот среден подвиг? Веројатно не завршуваш тука со триатлоните и со подвизите. Да, во моментов имам тешка повреда на рамото, но откако ќе ја средам, искрено би се нафатил за Ла-Манш. Ла-Манш? Откако ќе ја средам, ништо не ветувам, но откако ќе ја средам, би се нафатил. Тоа е... Морам да се надополнам, Оливера, пред самиот крај овие минутиве. Го слушам Марко. Инаку, уште повеќе вака ми разнежнуваш чувства. Забележав дека стана емотивна, да. Да, затоа што и мојот син го носи истото име како што и ти. И сигурна сум, постои една енергија која не движи сите и дека сето ова што што си го успеал во животот е сепак без разлика што ја нема благодарение
на твојата мајка, така? Да. Која што е секогаш во тебе и во твоите мисли, и токму за неа се овие и резултати кои што си ги посветил. И на твоите години, кога те слушам како размислуваш и како зборуваш, мене ме оставаш без коментари, без зборови, и камо сите да се вака, младите на твоја возраст и на ваков начин да размислуваат. Ти ја посакувам сета среќа, прво да се ни жив и здрав и многу успеси да те следат во иднина. Оливера морав ова вака да го споделам, па има уште некоја минута да си продолжите. Да, истото јас го мислам колку вакви примери треба да прикажуваме, колку се силни млади личности и каква порака оставаат на младите. Еве, кога ги споменавме младите, што ќе им препорачаме на сите млади кои што ете се на твоја возраст, се помлади, малку повозрасни, Така. како порака во животот? Порака во животот е дека животот е суров. Дека животот не е фер за сите нас. Така да единствена опција што имаме е да го прифатиме тоа и да продолжиме напред. Бидејќи ако не се потрудиме ние за самите нас, никој друг нема да го направи тоа. Ако денес пред тебе стои некој што, ете, би рекла е премногу слаб, со кои зборови би го мотивирал? Тоа е многу добро прашање, но и многу зависи до личноста, бидејќи не можеш на секого да мотивираш на ист начин. Мора прво да го знаеш човекот како човек, па потоа јас можам за мене да си кажам дека јас ако сум на таква позиција каде што повторно имам слаба психичка страна, би погледнал на кај верата моја. Бидејќи таму ги наоѓам сите одговори, таму ја гледам, ја црпам целата инспирација и верата е таа што не држи, што не одржува во живот. Јас ќе ти се заблагодарам што ете не беше можеби на 19-ти, но убаво е што дојде на овој 3 февруари, што ни го разубаве утрото. Верувам дека и нашите гледачи убаво си помина, дека дадовме стимул на многу млади повозрасни луѓе дека не треба да се откажуваат пред нели падовите, туку напротив уште посилни да се упатат кон целта. Така. Ништо не е запирливо и ништо не е неостварливо. Барем тоа е, мислам дека твоето мото. Така. Ви благодарам на поканата, ми беше мило што гостував. И нам, верувај, а сигурна сум дека и на големо задоволство на сите гледачи кои што имаа можност да ја слушнат твојата страна и како си дошол до овој успех кој што е на вистина многу голем и нека продолжи и понатаму. Оливера, не те прашав дали сакаш кафе, може после емисијата да те сварам тука сега и да се напиеме. Да, тебе ти тргна со кафењата. Те подзаборавив, што ме воодушевена од Марко, дај уште пред да влеземе во студио. Ќе си го викнеме пак во и на колегата ќе му подготвам. Да, на некој нов подвиг